Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи, всушност нашиот простор и време за добра дебата, а денеска е и темата на вистина добра во смисла во која отвара и тоа како широки пристапи и различни пристапи. Станува збор за акцијата на МВР и јавното обвинителство за организиран криминал и корупција како дел од истрагата во која се приведени повеќе луѓе, 13, колку што гледам, на сите не име мерка притвор и така натаму, а во врска со злоупотреба и на службена должност, па оштетување на буџетот од над 160 милиони евра, дополнително и енормно се влијаело врз загадувањето, а ние зборуваме, бараме од каде се загадува и така натаму, па директно се влијаело и врз здравјето и животот на граѓаните, но дополнително перење пари, а дури и оружје. И сега работата да биде уште поделикатна е што тука станува збор и за лица кои се бизнисмени, односно лица кои се поврзуваат и со челни луѓе на одредени партии и така натаму, што всушност и ја отвора темата за тоа дали имаме ситуација на пресметка со криминалот. Имено, прашањето за расчистување со криминалот буквално е веќе прашање и на опстанок или на исчезнување, со оглед на тоа во која мера е тој раширен и особено во кои сфери. Не е исто дали станува збор за некој ситен уличен криминал и така натаму помеѓу граѓаните или токму оној организиран криминал таму каде што не би смело да го има, затоа што директно е загрозено општеството и државата, директно буџетот и слично што еве како обвинувања во овој случај го гледаме. Затоа веламе прашање на опстанок или на нестанок, исчезнување. Криминалот и корупцијата историски, ако се погледне, разориле империи. Но токму тоа покажува и дека ги имало, не е тоа некоја наша ексклузивност. Меѓутоа, со токму пак, имајќи предвид дека на неа не останале имуни, но пак подклекнале на корупцијата и криминалот, покажува дека како земја ние сме и тоа како ранливи, имајќи го предвидете и воопшто нашиот капацитет. Затоа, против организираниот криминал и корупција мора да се почне борба со сите легални средства и да биде вистинска. Односно, да не е селективна. Ако воопшто има таква. Затоа и прашањето е дали имаме всушност пресметка со криминалот или можеби селективна правда, односно политичка пресметка. Било што од овие две, селективна правда или политичка пресметка, всушност, затоа реков, ако воопшто има селективна правда. Селективна правда во принципи не е правда, затоа што и тоа селективно не е селективно, туку е само представа. Но како и да не е представа, ако е селективно, нема да го реши проблемот со организираниот криминал и корупцијата, туку напротив. Значи, ако останат најголемите, најкрупните, најодговорните, оние во тие први ешалони, недопрени, тогаш всушност ништо нема да се постигне. И затоа тогаш е прашање воопшто и дали и било каква правда се постигнува, па дури ниту таа селективна. Затоа е битно да се видат впрочем и конкретни резултати, а за конкретни резултати доаѓаме и до тоа, ете во темата е тоа има ли доволно политичка волја, затоа што всушност се е базирано на таа политичка волја, која колку и контрадикторно да звучи, едноставно тој што има морални квалитети, кој е професионалец, воопшто не би го ни поставувал тоа прашање. Има работна задача таква и нема што дали има волја или нема.
си ја работи работата, но очигледно раширеноста на организираниот криминал и на корупцијата покажува пак и бескрупулозноста и неумереноста и отсуството на било какви квалитети, па така и воопшто волја, значи некој да си работи не само својата работа, туку и директно да прави сериозни штети преку овиете две карактеристики, две штетни појави, така да кажам, две особини на луѓето, тоа се особини на луѓето. Во суштина е многу ефтино финансиски да се направи тоа, односно не чини ништо. Не треба да се изгради ништо, не треба да се смени закон, да се направи било што. Треба само да се биде чесен, треба само да се има човек. Затоа што директно организираниот криминал и корупцијата се резултат само на однесувањето на луѓето. Злоупотребата на службената должност, позиција и како и да е тие здружувања. Злосторнички или како веќе се тие термини користат во правниот речник. И токму затоа всушност доаѓаме до тоа дека е неопходна политичка волја, но политичка волја за всушност вистинска волја и на која нема воопшто волја да бидат подготвени да го работат само тоа што се бара од нив. Се друго е театар, затоа велам, јас ми се чини дека и тоа селективна правда што се користи, затоа и него ниту ставив во темата, дали е владење, дали е пресметка со криминалот или селективна правда. Ми се чини дека селективна правда и не постои. Тоа е само представа, театар. Тоа не е никаква правда. Затоа застаруваат таквите случаи или не завршуваат на слобода или не им се определува мерка притвор или не знам условно и како и да е, а потоа исчезнуваат, ги нема никаде. И нема завршување на тие предмети. Тоа не е никаква правда, тоа покажува значи дека апсолутно продолжува само таа соработка, тивко соучество, а не волја да се сменат работите. Затоа е неопходно, значи, таа политичка волја, но политичка волја за доследна борба. Би била и предолга темата, затоа дали можеме да очекуваме дека ќе видиме некакви резултати на планот на воспоставувањето на владењето на правото. Затоа и првиот дел од темата владење на правото. Треба само да се почитува владењето на правото. Не е тоа да изградиме ниту катна гаража која не може да ја изградиме ни во клиничкиот центар, монтажна од 2 ката, па треба да се дава под концесија. А затоа притисок на јавноста, па одеднаш се виде, а па добро, зашто не би изградиле јавни паркови, ови паркинзи или клиничкиот да му понудиме? Па им било ли понудено? Туку веднаш се сетиле со, речиси, двојно поскапа цена и сите тие кои земаат плати за тие физибилити студии и проекти да направат неверојатен проект да се даде под концесија на 20 на години на некој друг. А потоа одеднаш гледате чудо, а па ајде сега нема да се притисок на јавноста. Тоа е прашањето токму. Тука не треба ниту таква гаража да се гради монтажно-демонтажна. Но, тој и многуте други случаи покажуваат воопшто дали има било каква волја, а камоли доследност, а особено кога станува збор за организираниот криминал и корупција, да има, значи, токму велам, доволно политичка волја за доследна борба која ќе биде константна. И не стихина, и не само одредена акција, и не само представа, и не селективно, и не за едните, а за другите нема. Ништо не е од тоа. И ниту може да се искорени. Ова е всушност денешното прашање, дали конечно можеме да очекуваме или дали гледаме дека има подготвеност за ова што воопшто не е мал предизвик за таа доследност. Прво човек да расчисти со тоа. И тоа е како одвикнување од пороци, алкохол или цигари или други зависности. Тоа е на еден начин и болест, нека и под наводници.
но овако клептоманијата не е болест, тогаш не знам зошто и ова не и коцкањето. Да се толку милиони во евра, толкави богатства да се земаат. Мислам, која е за потребата, што е за лично треба, зашто веќе? Уште зашто недостасува, зашто да се земе? Им треба уште нешто па да земат. Јас рационално не гледам објаснување. Затоа велам, значи, навистина треба да се расчисти како со пороците, од утре не пушам, не пијам. И готово. Инаку нема тоа, дај 100 милиони евра имаме, уште 2-3, уште 10, ајде да свртиме. А зошто, што ќе правиш? Така стојат, ете ова што читам, отворени сефови, најдени готовини, оружје и така натаму. Што? Стои готовина. А се имаат. Затоа велам, прво треба да се расчисти и потоа да се биде доследен. Се расчисти со тоа дека навистина ќе се застане на пат. И на сите. Инаку затоа селективна правда не е правда за мене. Дали од ова можеме да видиме дека има барем една подготвеност на власта да одговори адекватно на сите предизвици на организираниот криминал и корупција. Затоа што предизвиците се огромни. Особено на таква адиктивност, на таква зависност. Исто како дрога и така натаму. Кој се навлекол на тоа, нема потоа, предизвиците се огромни. Ајде уште една, дај само. Да наздравиме една. Една цигара само од утре ќе прекинеш. Така да дали можеме воопшто да насетиме дека постои тука одредена подготвеност за таа доследност и решителност да се одговори на сите тие предизвици, имајќи предвид дека навистина, како што кажав и на почетокот, прашањето за расчистување на организираниот криминал и корупција е навистина веќе прашање и на опстанок или на исчезнување на државата. Нема трето. 6091-924, 6091-925 се пак двата телефонски броеви на кои можете да се јавите и да почнеме веќе со првиот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Да, повелете. Па владење на правото, широк поим, владење на правото има, меѓутоа во кој контекст и на кого како му одговара. Некој владее во правото, меѓутоа како владее? Сега во негова корист. Еве сега најновото што го видовме, едниот во домашен притвор, другиот во притвор. И сега ја објаснете ми го, двајцата се овако за исти предмет, едниот иде во притвор, другиот во домашен притвор. Ај кажете на кој е владење на право? Како тој обвинител, значи знаеме кој и што го видовме да не потенцирам, како може така, значи два аршина, кој на кого сака и како сака. Значи ова е катастрофа едно, ова е закасно да требаше уште ододма цело обвинителство, судство, све на ново да се исчисти, еве ти го жив пример сега го гледаме. Значи, не можете вие така да си правите како што вие сакате, како државата да е ваша или правобранителство или, не знам, обвинителство или судство да е ваше. Значи, вие судите како вие сакате. Како вие му одлучувате животот на некој како ќе му биде. Па добро, имаме закон, значи, имаме закон, имаме правна држава, ништо немаме. Све имаме уствари, ама ништо не функционира и ништо не се употребува. Еве и сега гледате, сега што видов, значи, овако министерот за земјоделие, значи, ги брка младите, 3 сестри отишле во Швајцарија да работат, пошто им го одземал таму 400-500, не знам, грла добиток. Чекајте, луѓе, ние сакаме луѓе да вратиме млади, обека ги брка, молим те. 3 сестри сега ги гледат за да идат во Швајцарија, зашто министерот, зашто им ги зима? Значи, чекате бе луѓе овдека што се прави самоволие, кој е право, каде е тоа, еве тој случај се води, не знам година ден или колку сега карикирам, меѓутоа вие бркате млади, а сакате право овдека, криминал, корупција, колку сакате, ништо не... Да, благодарам, поздрав и до скоро слушање, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден, господин. Добар ден, повелете, да. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете.
Благодарам јас на вашиот поздрав. Владење на правото. Има ли доволно политичка волја? Да ти кажам, право партија која била најкриминирана до сега, по моје видување, може би грешам, некој ќе не исправи. Сегашната партија што е ВМРО-ДПМН, според мене, сите податоци, судски одлуки, судења ваму таму, мислам дека е најкриминална партија во постоењето на овие 33 години, 34 година на самостојна Македонија. Посебно ќе потенцира во 2006 година, 2017 година. Да се исправи многу пари, се направија многу криминали, да не ги набројувам. И сега таа партија, истата партија, има во незе, пример, и СДСМ може да имаат, меѓутоа СДСМ се одлучија да нивните председатели на влади, уствари не председатели, него генералните секретари на владата, нивната влада да ги судат. Значи да се остави да се чуди, значи тоа е правда. Тоа е вистинска правда. Беше Шачири, нели, и Рашковски. Значи судени додека биле на функција. Значи така треба да се работи. А овие сега што дојде Мицковски има централи, има во Бугарија фирми. Така да, значи, тие не се чисти поред мене, поред и сите докази, пример. Браќата, братучаните, Никола, Сашо, вамо, таму, други, Орце, 300 чуда. Така да мислам дека овие сега ќе се борат за криминалот, против криминалот. Ама човек, јас да ти кажам, јас сум убил човек, извини вака. И сега јас ќе ти кажам, тебе немој да убиваш човек, ти не е убаво, знаеш, ќе одиш да... Значи, многу работи не се јасни во ситуацијава, меѓутоа нека оди така, борбата ќе продолжи. Ќе продолжи селективно, како што речевте. Поздрав. Поздрави до вас, благодарам. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Почитувам родителу. Повелете, да бе, слушам. Треба да се расчисти. Па тоа е мислена Ивенка. Ево, фала му на Господа што наврзо иде велик ден, па ние ќе си зачистиме дома, домакински. Така па да ни све. Куќата па да се разуваме на празници. Така. Како да се рачисти. Па како да не го кажемо? Бе, молам. Па она владата, ние на рачки нешто ги има, за јелониците, мени то така да патушти, кај го има. И сега таа влада ќе мисли на се тоа, видиш го објаснувам. Кој е таа влада? Па да ми простите, таму не прочитав само дека нема од пиволица млеко и шепи од мечка. На шуричи тоа, водител. На тони се купува меса, сирење, кашкавари, а за Јужно Ловоше, тој јадник од се сигнал од планина, дошол советник таму кај Шпици Грачов и тој знае за Јужно Ловоше. И сега како човек да не се иритира? И гледате што убави теми поставува, ама иритира, не вие, иритира начинот на живот што го имаме. Како ќе се рачисти? Никогаш. Никогаш нема да се рачисти. И еве сега ова судење на ова филмов, ова стори филм, битна Палчо Малчо, убиецот, не видам. Уште еднаш ќе повторам. Каде е Мицковски некој да го повика како сведок? Ако он него му се заканил по живот него и на неговиот син, зашто? Зашто не се одгонетне тоа? Пријавил, не пријавил. Ако тој го пријавил, јас сум длабоко убеден дека немаше да дојде до овие двојни убиства. А? Каде е челникот Шпици Грачов? Има ли одговорност? Благодарам, пријател. Благодарам и јас ве поздравувам. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Па ова не е ништо ново, да ти кажам, прави беше очекувано дека некој ќе мора да го отмота клопчето, затоа што ова е приказан стара 3 години веќе. Аха. Ако се сеќавате ова афера е првиот пукна код на Телма за фалш горивото, меѓутоа зошто како се чекало до сега и тоа е прашање некој што треба некој да одговори, најверојатно трава и страката. Меѓутоа, ако веќе сакаме да се бориме против криминалот и корупцијата, треба да прашаме што стана со пријавата против министерката за енергетика. И дотичната дама не е чиста во однос на МЕПСО, милион евра. Што правиме со нејзината пријава и со нејзиниот долг према државата? Бидејќи и таму имаше прикривање на данок, помагледате за нејзе никој не збори.
Ништо не се прашува. Или земете го ова нешто што пукна брукава, никој не кажува. Министерот за кој беше за млади и за наталитет, како го вика овој Кичо, внуков на Али Ахмети. Човекот да ти има забрана да влезе во Америка, не му даваат виза. А ние сме го ставиле да биде министер. И сега кога треба да иде за Америка, не му даваат американците влезна виза. Тоа е една работа. Втората работа, прашање е сега јавното обвинителство кој ќе смогне сила да ги отвори сите овие предмети што меѓувреме исто така се експонираат по социјалните мрежи за огромен криминал и пронемера на пари. Еве пример ќе ви кажам. Еве земете испитајте како тоа општина Велес и општина Прилеп последниве 2 години го имаат зголемено бројот на исплати на штети на луѓе каснати од кучиња. Огромни суми на пари. Тоа го има на социјалните мрежи, вие телевизиите не го покажуваат. Дали тука не се крие некој криминал, на некој научена шема за иститување на пари во интерес на некого? Дали тоа во обвинителството ќе влезе таму да размотри? Така да, благодарам, поздрав до вас, добар ден за следниот гледаш. Повелете. Добар ден, господин Исо. Повелете, добар ден. Убав ден. Нека е убав, да, повелете. Амин Боже. Нит во оваа држава неколку години, не неколку откако веќе постоиме, нит правото, нит кривото не постои. Еве вака, јас не отибрзам некоја влада па да кажеме, сите знаеме дека криминалот сути. Од една влада на друга сите се хранат со повеќе криминал и организиран криминал и корупција. Сега имаше скоро некои новости, деца од 40, 35, 40 години, 168 милиона поневериле. Кажете ми, кој аргумент треба за оваа влада и за оваа правда да ги притворат и да сносат одговорност? Еден е синот на Пуцко Петров, да не го спомнам на име, а друго е некој директорче дете. 168 милионни. Господо и правда, каква правда? Која е власт? Кој е на власт? Па дај, еве зборуваа за Зоран Заев од Буртино. Украл 600 и 800. Па одма нека го спроведат, одма нека го стават. Ние само зборуваме, а ништо не работиме. Не функционира ни правда, ни искуство, ништо. Кај нас само се купува ден од ден, како политичка партија владеачка, да го измени мандатот, да победите уште еднаш и полум, пак да не лаже нас народот. Таа. А се има, се доказано дека е криминал сторено. Веќе каде е правдата? Јас се прашувам, не само вие како медиумска куќа и сите што зборувам. За сите нека владе, без разлика дали е политичар или е аналитичар, или е обичен човек. Том се направил тој голем криминал, одма не притвор куќен, него во затвор. Не знам, понатаму немам коментар, ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам и јас ви поздравувам. Ете, вчера беше интерпелацијата во Собранието за 5 члена на Судскиот совет. Значи се гласа доверба. Се гласаше, се изгласа недоверба. Еве, ние дискутираме, да речеме, практично за истото. Имаме ли доверба или не? По толку години, дека ова е навистина, она што кажав, доследна и реална пресметка со криминалот, дека има политичка волја. Или повторно има нешто задкулисно, некоја ете, како што и еден од вас кажа, шема. Шеми постојано имало, во се, ете, спомна гледачот, дали по однос на ова, во општините каснати кучиња и така. Порано беа и сега веројатно ги има, но беа актуелни оние со кибритчиња, топчиња и така натаму шеми. Но работата не е дека навистина е топчето туку дека измама. Така да и ова е исто. Дали навистина кучето каснало или е шема на измама. Дали е и ова доверба да имаат сега или е исто така само фингирање шема. Затоа што кажав, ако е за едни има, за други нема, тоа не е селективна, тоа е никаква. Тоа е шема. Или ќе биде воопшто, или не е никаква. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, почитувани да, почит да вас повелете, да, ве слушам. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Јас колку што успеав да разберам од моите ценети предходници дискутанти, разбрав дека
пред 8 септември 1991 година воопшто немало криминал. Тука било кучица чоколаде, прозорие мармеладе и така натаму. Меѓутоа, ете, од 8 септември 1991 најнаш сме станале глупи, корумпирани, покварени, расипани, никакви и такви политичари бил, а нарочито овие последни 9 месеци, нели ВМРО дошло на власт и све се упропастило. Ајде вака да го провериме тоа сега. И нашата младост, ќе се вратиме малце во нашата младост, односно во моето детство. 1986 година, ако не се лажам, во Југославија пукна една тешка афера, голема афера, Агрокомерц. Така, Агрокомерц, велика кладуша, да. Так. Значи, тогаш на 1 милиарда долари или денешни 10 милиарди долари. Ништо што му плаќаш. Викендици си правеле од тогаш владеачка партија. Која беше тогаш владеачка партија? ВМРО сигурно беше, не знам, некоја партија беше владеачка. Сега таа тогаш владеачка партија, нели ние мислевме дека тие се чисти, невини, правични и му ја дарувавме власта и понатаму, после 8 септември 1991, па приватизациониот капитал кој беше државен и на народот и на работниците од 10 милиарди долари, каде заврши? Знаете, видовте некои пари, не знам, стечајни работници да добијат нешто од тој капитал што се раскрчми во криминалната приватизација. Кратко е времето, но има уште доста афери. Не ќе да е баш се упропастено во овие последни 8-9 месеци. Поздрав, почитувани. Да, благодарам, поздрав и до вас. Секако дека имало афери токму во тој дел на корупција, на криминал и во Советскиот сојуз. Со гледам тоа што вие излегувате со податоци од минатото, па чисто го збогатам тоа. И јас истражував, а не случајно го спомнувам каква врска има. Има во смисла на системот, социјализам бил. Ако тогаш имало, кога навистина било многу потешко или понепотребно, најблаго кажано. Понепотребно во која смисла? Па што ќе правите со парите? Тогаш и ако се согласувате, повеќе имаше пари, а немаше што да се купи. Барем во тој Советски сојуз, затоа го земав за пример. Не знам, храна или сте требале да чекате за кола, ако имате воопшто врски и така натаму да ве стават на список година, 2-3, а пари тоа се подразбира. Па имало. А камоли кога имаме сега капитализам, кога е сега секој секому волк во таа смисла на тоа трговското и на тоа шема, кој кому ќе му доскокне или ќе излезе од рамките на фер играта со топчињата и така натаму. Ајде да играме на вистина, но биди фер, коректен, немој да мамиш. Тоа е она еснавското. А еснавското немало врска ни со социјализмот, ни со ова сега. Туку или си криминалец, или не си, па во било кое време само си наоѓаш да дојдеш до израз. Кој е? А кој не е и во ова време си еснав, иако се поретко за жал ги има, затоа што веќе и околностите се такви дека сега со пари нешто може и да имате многу повеќе отколку порано. И ако гледате и ова кој ќе ги видите милионите, како што кажав, човек се прашува што со нив. Имаат многу повеќе пари отколку што можат да потрошат, затоа што се имаат веќе. Повелете, добар ден. И уште бараат. Повелете. Да, повелете. Здраво, поздрав, да, ве слушам, повелете. Па види, и у родовска заедница имало криминал. Па имало, јасно, да. Нели? Јасно, шема кој кому ќе подметне и така, да. 10.000 години што се правило, што се дешава, дај да ги потвориме и тие случаи. Сега гледај што се дешава. Не му дозволявај на тој што сега да го направи тоа истото што го правили во родовска заедница. Значи и у време Јосипа Броза, Агрокомерција и чуда. Да, па затоа беше спомнато. Имаш. Што се замараат луѓе? Да, велам, имаше афери, тоа велам, да. Затоа спомнав. Што се замара со тоа, сега гледај владење право. Гледај кој е владење право, ете вчера спомнав за Китка горе. Тоа што го гледав ваша. Да, знам репортажата така. Што сакаш повеќе, кај сме таму да писне вечерче, гарант нешто да пробале да направат нешто, ќе биле тепани колегите твои таму и тие заедно со полицајци.
кога проаѓале низ село, морале да гледаат у чапките некаде у некои други предмети, само не у нив, да не се сретнат. Погледите, што да не е лага, вистина е, што? Не велам ништо, да. Немам коментар. Мислам, јас сум видел горе количени кај што се натурализираните турци, бидејќи тие не се турци, тие се македонци, ама мора ради тоа да не ги албанизираат или да не ги стават у рамковните. Некои мои другари се тие од детство, ја ги знам многу, тие се 60 годишњаци кои дружеле со мене. И се најдна се историја Турција, не е битна. Значи, во врска со овие политички војни, со справување криминал и ги работи, оваа владеачка номенклатура, као прво треба сама себе да се испере, нема вода што ќе испере, нема шампони, нема чуда детергенти да ги испере, они ќе перере нешто. Ајде, поздрав, пријател. Благодарам и поздравам се, согласувам и погледот е опасен денеска. Нормален поглед, само да погледнете, а камоли и попреку да погледнете некого. Мислам, ризично е. Имавме ли ете и неодамна, за жал, со смртни и трагични последици, наводно околу паркинг место расправија. Млади момци. Не се, и тоа, дури може да се каже, добро етаблирани во општеството, да не кажам, респектабилни, со позиции на работни места и така натаму. Чи не е тоа клан некој бил. Паркинг место за возила, добри возила. Имаше ли денеска, читаме, некого таму бркале со возило, па се забил во полициска патрола? Јасно, имало нешто, да. Имало нешто, но велам, затоа човек не знае веќе, и ако погледне некого како ќе помине, а камоли попреку. А уште и ако зборува, така да дека тоа токму го потврдува ова, до каде сме. Затоа и не е едноставно, ова што го кажав, дека мора да има и доследност, и мора да има и волја, но и подготвеност. Навистина, со ова ќе расчистуваме. Тоа не е лесно. Зато не е лесно, велам, како со уште полошо отколку пороците коцка, дрога, што и да е. Затоа што е практично цел тој систем вие и не знаете кој е. На овие барем очите им светкаат. Кој е под алкохол, кој е под дрога и така натаму. Тука не знаете. И не знаете и што може да ве снајде по тоа. Затоа што исто така овие ќе ги однесете во институција да се лекуваат, а овие не можете. Туку така во затвор. Затворите се полни, ама никој од овие. А таму е суштината, тоа е столбот на општеството, тоа е тој организиран криминал, затоа и обвинителството за гонење организиран криминал ја спроведува оваа акција. Не за тезги по пазар, дали закинал на кило компир продавачот. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме некого, повелете. Ало? Да, поздрав, повелете. Здраво, Исо. Здраво, поздрав, ве слушам, повелете. Епа, кога има овци за шичење, ќе има и скапи джемпери за овчарите. Абе, не ли гледате што се случува, бе? Емне труја со отровен мазут, значи илјадници луѓе заболуваат, од друга страна милиони го крадат народот, од трета страна домашен притвор, од четврта страна ако избега од домашен притвор, никому ништо, највеќе 20% судијата ќе го казнат од плата, и народот овци за шишање ќе лае по телевизија и толку. Карванот ќе си врви. Исо, и ти да си судија, јас што сум украл милиони, да кажеме, сум имал можност сега на функција, и ќе ти дам 100.000 евра, ќе ти речам, Исо, преку адвокат мој, ќе ти речам, еве ти 100.000 евра, не ме ставај во притвор, ставај во домашен притвор, потоа ти, Исо, тие пари нема да ги заработиш цел живот, а вака со една одлука ќе си ги лапнеш,
ќе ме ставиш во домашен притвор, јас ќе избегам од друга држава, Ево Ковачевски не е во државата. Ќе избегам од друга држава, а ти исо нема кој да те казни, ти имаш право тоа да го направиш, сум избегал. Или овој судскиот совет како исто е подмачкан, исто нема да те казни, или ако те казнат највеќе 20%, или суспензија од работа. Абе, во нормална држава, исо, ти избегал, не си го ставил во притвор, ајде исо во затвор соди. Исо потегло на имот, од кога зборам? Ако све што е вон плата, ти се конфискува. Јасно, ви благодарам и поздравувам. Ете го пак повторно прашањето за интерпелација, односно доверба. Тоа значи доверба е дадена на носителите на власта, на судската власт, извршната, законодавната. Еве ви отворено се. Располагате со парите на народот, кесето, државниот буџет. Располагате со се. Што ќе порачувате, што храна, деликатеси или како ќе се возите во какви возила. И се доаѓа токму до прашањето има ли довербата цена? 600.000 евра се доволни за да се даде доверба некој да се брани од слобода. Го имавме тоа вчера-завчера, што претходно избегал. Не е проблем тој. Прашањето е, значи, има цена. Ако не понудил ништо, не. Не може. Нема доверба, овој ќе избега сигурно. 100.000 ќе избега сигурно. 600.000, добро, сега ме увери, нема да избегаш. Прашањето е токму тогаш на довербата и одговорноста дека нема да биде злоупотребено тоа. Затоа мора да се таа доверба која им е укажана судска, извршна власт, здравство, образование, давате деца да образуваат тој кадар. Се е тоа на доверба. Веќе и тоа како симптоматично кога се зборува за интерпелација. Ние само ете со ова нова власт неколку интерпелации имавме. Па председател на собрание, па ова, па она. Значи, разнишана е довербата во клучни луѓе. Ако треба да дискутираме за доверба, ќе ве остават, ќе пуштат репортер, новинар овде, значи ви веруваат, имаат доверба дека ќе ја завршите работата. Вие може да не ја завршите еднаш, но сте завршиле со вашата приказна. А тие не завршуваат. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, ве слушам, да, повелете. Ајде со народни зборови да го подржам прво предходниот. Аха. Стално му е тема тај, ама добар, и така е за мене. Зошто ова го тврдам? Еве, денески во најнови вести слушам, Асим Гаши стави нова таму на комисијата, како се вика таја за бранителите законот не може да помени, абе добро бе Исо. Дали има малце барем трунка во главата што бара? Од кого не ослободи Вучека? Од кого балистите не ослободија како македонци, да речем, и останатите народи? Па сега дури во химна Диклајне, па и на грб Диклајне. Па тие, бе човек, Хасан Приштина, цела Западна Македонија ја запали. Тоа го кажуваше и неќем да го именувам селото него, знај точно кој го запали во Западна Македонија. Абе ова нема крај од ни. Туку јас секогаш велам и ќе велам додека 2001 година не се свестија ВМРО со кого имаат работа, касно е сега. Замислете, треба и ним да ја не да ја амнестираме, и ним да му дајме обештетување. Абе Вучека, кој не нападна, што не ослободи, се прашувам. Балистите, што беа, час и чест, Ибе Паликуќа, Рами Садику и да не набројувам во партизаните. Тоа беа реткости. Час и чест за ним. Што е бе ова што се случува? Што е што се случува ова? Дали треба да крениме раце или малце да се надеваме на Русија дека светот ќе се подели меѓу Русија, Кина и Америка, па нешто од овие да се свеста што прави. Абе срамно, Исо, срамно, се му е даено. Не знам што бараат уште. Добро, благодарам, иако не е тоа темата, но ајде, во насока во која
токму околу таа доверба дискутираме кој колку доследно си ја извршува работата, својата функција. Тоа се работни задачи, така и договорот стои секаде. Тие се работници, и новинарот е работник медиумски, и рударот, се едно. Така да во таа смисла имаат директно, но со неспоредливо поголема одговорност. И во таа смисла е прашањето за тоа дали некој се однесува како што тој мисли и уште повеќе прави злоупотреби, навлегува во сфери на организиран криминал или корупција, оштетувајќи и државата и така натаму. Тоа се тие моменти. Ова е дури, не знам, однесување. Тоа е најмала работа, гледате. Имаме седница или немаме. Овој го назначуваат да председава со седницата, тој одбива. Нема седница на Комисијата за социјални на политика 3 месеци практично. И слично. И не се знае никога ќе има, ако не се лажам, пропадна и ова денеска што го дискутиравме. И токму ова со бранителите пречка. Но вие треба да имате седница, треба да разговарате, а нема затоа што секој тера свое. Тоа е прашањето колку воопшто се извршуваат работните задачи, а ова е веќе ако тие не се извршуваат, па дали уште некој потоа имал морал и етика или па ајде кој е блиску до парите, негови се парите, што? Повелете, добар ден. Добар ден и поздрав до тебе. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Колку се практично вие првите два тројка од Северна кои ќе се јават. Ова е место диазепам да трошат пари, они се јавуваат во емисиите, ќе си примат доза и така се смируваат после избориве. Виж, се наоѓа емисија понекогаш. Па добро за сите, да, добро. Да, и со гледаме они меракли многу за портали. Аха. Меракли и вестници да читаат. Викам ја да почнеме нешто да читам, што е работа, што ќе најдам таму. Аха. Кога денес отварам тоа буре вестник, за овој што го пуштија сега на Пуцко у домашен притвор, Аха. Решението било за ушутка. Арно, ама татенце Пуцко, се јавува по партииве тамо, ово свиркачи го пишува Зоран во судот, решението искуцано. Така. Татенце запретил дека ќе ги каже сите криминали што се случувале наваму и ја бази прекуцал све тамо паника, било у судот, прекуцал, преправил решенија, мора тоа се препра, иначе отидоа јавана, како тргнаа возов, ќе ги товари сите. И морало се преправа. И што е интересно, вика татенце, ќе свикам пресконференција, пази, на која ќе ги обелоденам сите криминали. И плюс, ќе кажам како, ова првпат го слушам, значи затоа треба читање портали. Ќе објаснам како 2002 Ристо Бедов и Бранко Црвенковски учека од планина, ги симна и ги донесоа во влада. Многу интересно вака. Првпат се слуша ова, а малце ме заинтригира. Така, се само тоа си доаѓа на ред и што го зборевме. Да се сменат судиите, само тоа уште фали. Тргната е акцијата и то на големо. Кога ќе се сменат и на оној од центарот на Македонија ќе устане јасно која партија е најкриминална, ќе им се отворат очите, видиците ќе им се прошират. Така, благодарам, ве поздравувам, но до каде, до кои размери отидено сето тоа, еве и ова што го спомнувате, го отвора тоа прашање. Некој ќе обелодени сознанија за сериозен криминал, а при тоа самиот тој нема да одговара за тоа што не ги открил. Имате сознанија за криминал, а не ги откривате, а потоа уште условувате. А ако не е ова, јас ќе обелоденам. Ма вие знаете нешто, и тоа многу работи, а премолчувате. Обелоденете и ајде сите, и тие за кои ќе обелодените, и заедно и тој што ќе обелодени да одговара. Туку што уште треба херој да испадне или јас ќе обелоденам. Па кој е тој мериторен факт? Знаете, а не соопштувате. Знаете кој ја ограбил банката и молчите со години. А ако сте загрозени, тогаш велите, па јас ќе обелоденам тоа. Па како може да молчите, вие сте соучесник тогаш. Сето тоа се парадоксални, контрадикторни работи, воопшто со нив да се тргува. Како тоа, во ред се тргува, но затоа тоа и по филмовите секаде се гледа тоа, да, ако паднам јас и ти ќе паднеш. Па тоа е таа причинско-последична врска. Јас знам за тебе, ти знаеш за мене, но затоа двајцата молчиме. Едниот ако прозбори, отиде и другиот, но и тој што прозборел.
Тука нема ова. Јас ќе кажам едно, а тоа што сум кажал, не, па јас сум честниот. Тоа затоа мора институцијата да реагира. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Среќен ден. Среќен ден и вам, повелете, да. Да. Да ви кажам и исто дека нашата држава са на желботека на сите пожелба. Кој кај сака да работи, кој кога сака да си даде отказ, кој не сака. Секој нешто деле, секој нешто прави. Најголемите неправди ни за судиите, со посредство на адвокатите и со окривените. Ако адвокатот, еве ќе ви кажам и за контролната книга што беше, кој ги затворија последен месец, нема ни 15 дена, со посредство на адвоката, некам да го именувам кој, добија притвор домашен и после ги пуштија од слобода да чурат. А тамо е најкритично одговарат пред сите држави. Растов ги го пуштија исто домашен притвор. Тај што пуштека и Мавровка, пуштија го на домашен притвор. И сега сите поред ги пуштат на домашен. А бази шо мисле? Дека овај не е Куцко, не е криминалец? Шо е та не е криминалец Куцко? И ќе кажам и друго. Зборот за ќе има, не знам, немири, не знам за јазик, не знам. Па прво, Бујар Османи шеташе со колата ни Скопје да виде дали со својазични фирми се ставени. Со кој срам, оде у Бугари да подпише, да ги ставаме бугарите. Кои са тие правдини? Вика дека подопре глас да одговарат. Каде подопрен? Закани. Ке не го затворат сега кмети со заканите. Го ќе направам, немири ќе направам, шо ќе направи? Место да скапе со затвор, как пуштие го нашто, ослободие го. Палија и полицајци бива и сите. И правдени мало. Кој е таа правдина? Каде ја бази сега? Каде е рушкоска? Кацарска каде е? Ко смее, нека сменат. Нити згрб смеат да сменат, нити знаме, нити химна. За таа химна луѓе се умирале, загинувале се нашите партизани и сега они ќе треба да химна. Каде има наша химна од другите држави соседните да се пее и да се свире? Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, добар ден. Дали се слушаме, повелете. Ало. Повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сте, да. Да, кажете. Да. Да, ве слушам, повелете. Дали може вратоврска што ја носиш да ми ја пратиш во каварата? Јас реков нешто не е во ред наместена, но добро. Со задоволство, ако... Така, да, слушам. Може ли да ми ја пратиш во врска, ја немам видено. Ма ништо посебно, може би поубави... Имаш бројот? Немам, но добро, може да оставите во режијата. Како и да, еве, повелете за темата, да. Сега за темата. Кажете, да. Сега, ова власт има, че и си прати. Откитно може да измене законите и да ги разреше овие судския совет. И не треба интерпелација. Така. Измени на законите и ништо повеќе. И поскитно ќе изменат. Значи, они се у криминал, зени до нема и каде. Значи, не само судскиот совет, и апелационите суди, она Демишкова, она Јановска, кои се само што ти знам, тие се у криминал до нема и каде влезени. Значи, измени у законите и поскитно ќе изменат. И да се направи една голема полицијска од Калнараси до Росман. Има една фабрика, Скок Трейд се вика, најмодерна, за правење сокови и конзервирана храна и скоро се демолирана. И министерот Тошковски треба да го разреше, он е началникот на полицијата од Велес и од Калнараси. И онај Слободан Ивановски, што е на финансовата полиција. За тоа плата зема тие. Викат, треба вие да поднесе прием. Благодарам ве, поздравуваме, ти истече времето. Би рекол дека вратоврската веројатно изгледа подобро на екран отколку што е во живо, со други зборови ништо посебно, но ако ви значи зошто да не, мене ќе ми биде задоволство ако некому му значи и биде среќен. Со тоа што не би сакал да има било каква алузија своевремено, знаете, Заев
подаруваше вратоврска, па груби чорапи симнуваше, вадеше, собуваше и така натаму. Секоја сличност со таквите настани, кои беа директно поврзани со одредени потпишување на договори и така натаму, е сосема случајна и нема врска. Ако ве прави вас среќен со задоволство, мене ќе ми биде чест исто така и задоволство, како што ми беше и задоволство што бевме сите заедно и во оваа емисија. Останете со Централниот дневник, ви посакувам пријатно попладне. Довидување.